Со над 1300 активно заразени со корона, полни болнички капацитети, 8 смртни случаи само во последните 2 дена, Гостивар го живее најлошиот период од почетокот на пандемијата. Состојбата е крајно сериозна, алармираат лекарите и укажуваат дека голем дел од хоспитализираните пациенти се на кислородна поддршка и се потешки случаи, а процентот на позитивни од тестирани е многу висок. Поголемиот дел на пациентите се на кислородна поддршка, се во потешка состојба. Состојбата каква е, како ја оценувате? Состојбата ќе кажам, еден колега што кажа, ова не е бран, ова е цунами. Значи, вака не било од почетокот, значи од кога се појави пандемијата, значи оволку голем број не било досега и сите се позитивни. 98% се позитивни. Како можен излез од ковид кризата, медицинските лица го посочуваат воведувањето на карантин. Велат на тој начин ќе се спречи динамиката на ширење на вирусот и ќе дојде до смирување на состојбата. Апелираат и на поголема лична одговорност до граѓаните во однос на носење маски, одржување дистанца и хигиена. За намалување на бројката се слагам со тоа дека треба карантин да се спроведет и за Гостивар и за Тетово особено ги гледаме бројките секој ден на ново заразени пациенти позитивни. По мене уште едно ќе апелирам, значи да се почитуваат мерките што ги дало Министерството за здравство, што ги укина пред некој време. Јас не сум некој што морам да ги кажам овие и што некој ќе ме слуша, значи носењето маски, одржувањето на лична хигиена и одржувањето на дистанца да се обавезно да луѓето да го применуваат. Дел од пациентите со ковид доцна се јавуваат за лекарска помош, па завршуваат во болница со компликации и сериозна клиничка слика. Има пациенти што се лечат и дома, што се лечеле 6-7 дена во домашни услови, ама кога ќе дојдат овде се со ниска сатурација, со тежнато дишење и одма ги поставуваме на кислородна поддршка. И сега ние во амбулантава немаме централен кислород, ставаме со боците. Паралелно со разгорувањето на епидемијата и заострувањето на рестриктивните мерки, во Гостивар расте интересот за вакцинација против коронавирус. Да ги ублажи гужвите пред вакциналниот пункт во градот, Здравствениот дом отвори 2 пункта во селата Врапчиште и Чегране. Таму граѓаните може да примат вакцина секој работен ден од 9 до 14 часот.